tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las... Виктор Хара morаше да умре. На 11. септември 1973 година требаше да се отвори изложба на Државниот технички факултет, на која требаше да присуствува председателот Алјенде и на која требаше да пее Виктор Хара. Но тој ден беше убиен председателот Алјенде. Техничкиот факултет беше завземен од трупите што беа предводени од антидемократски и предавнички офицери. Професорите, студентите и административниот персонал кои се наоѓа на факултетот беа понижувани, малтретирани и на крај беа затворени во стадионот Чиле. Меѓу нив се наоѓаше и Виктор Хара. Го измачуваа напразно, за да му го стивнат гласот. На крај мораа да го убијат. Без сомнение треба да се прашаме, зошто Виктор Хара и неговите песни и гитара беа толку опасни за фашистичкиот режим? Одговорот е навистина едноставен. Виктор Хара беше символ. Во него се синтетизираше борбата, идеите и целта на чилианскиот народ. En él se sintetiza la lucha, las ideas, la causa del pueblo chileno. El trabajo y la Делото и животот на Виктор Хара се совпаѓа со историскиот период од витално значење за развитокот на чилианската политика. Периодот од 50-тите години до 1973 година. Сиот овој период го сочинуваат социјални борби кои се прошируваат уште од почетокот на овој век со движењето на чилианските работници. Работниците кои биле актери, протагонисти и истовремено жртви на одмаздата на империалистичките класи, монополистичката буржуазија и големопоседниците.
Од колежот на 3000 рудари за време на штрajkот во Икике во 1907 година до масовните убиства на разуарените фашисти во 1973 година. Нивни протагонисти и жртви се работниците, студентите и селаните. Поточно, Виктор Хара е сето тоа. Тој студент, беше селанец и беше револуционер. Виктор Хара е роден во Чилјан, област Чилјан, земјоделски регион, што се наоѓа 600 километри јужно од Сантјаго, и сине на селани безземјаши кои работеле на латифундите на еден земјопоседник во тој регион. Од економски причини, неговата мајка и нејзините 6 деца заминуваат во едно село, Траганте, во близината на Сантјаго. Потоа одат да живеат во еден сиромашен работнички кварт наречен Каљанда, што се простира како појас околу главниот град на Чиле. Неговата мајка работи на тезга во централниот пазар на Сантјаго. Од изложеноста на претерана работа, таа умира кога Виктор има само 13 години. Немаше завршено ни основно училиште, но Виктор Хара покажува длабок, културен и интелектуален немир. Успева да го заврши своето основно и средно образование, потоа работи како болничар во една болница во Сантјаго. Неговиот културен немир инклинира повеќе кон театарот и тогаш почнува да се манифестира неговиот немир за музиката. 1957 година се запишува на школата за театар на Универзитетот во Чиле. Учествува во универзитетскиот хор и она што е најзначајно учествува со една група чилијански уметници кои понатаму ќе одиграат значајна улога во народниот музички развиток под името Conjunto Concumen. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.
Виктор Хара мораше да умре. Од едноставна причина стана поопасен дури од самиот Аљенде. Víctor Jara como Виктор Хара, како ниеден друг чилијански пејач и како ниеден друг чилијански композитор, беше интелектуалец од голем калибар. Не беше само поет и пејач, туку и театарски режисер. Беше интелектуалец преокупиран и зафатен со политичка борбеност. Немаше однесување над звезда. Напротив, беше трубадур на народната борба. Тој се смееше со победата на народот, а плачеше пејки кога народот страдаше. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado, derecho se fue a la gloria, con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Неговата борба беше борба за повраќање на одземеното, од најголемите вредности на музичката традиција на Латинска Америка, преку компромис со новите сили, со револуционерните сили. Виктор Хара компонираше песни во кои покажуваше се што чувствува за својот народ, си ги изразуваше своите страдања, желби, надежи и својата решителност да го измени светот и општеството во кои живееше. Во Латинска Америка, уште од самите почетоци на процесите на ослободување од Шпанија, средствата за комуницирање и за информирање, почнувајќи од весниците и завршувајќи со најновите, со електрониката и со телевизијата, од секогаш биле во туѓи раци и по туѓо влијание. Така што во услови на еден фашистички преврат, инспириран и поддржан однадвор, пеењето, музиката, поетската реч и музичката реч на Виктор Хара стана единствено средство преку кој чилијанската и латиноамериканската интелигенција, интелектуалци и позитивно националистички настроени луѓе можеа да комуницираат со народот, беа прифаќани и без оглед на тоа што се случуваше во моменти, тој заедно со неговите другари, колеги од останатите делови на Латинска Америка мораа да одат и во рудници, и во села, и во градови, за да ја пренесат таа своја вистина. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Виктор Хара беше човек со извонредни уметнички способности. Тој можеше да биде еден од најголемите театарски режисери на Чиле.
Beše golem artist i golem muzičar. Mnogo napušti teatar i se posveti isključivo na muzikata. To je sakaše da prodre do najširokite masi, do mladinate na Čile. To i sakaše da je usovrši čileanskata mladina. To i ne prihvaćaše kulturната zavisnost, kulturniot imperializam. To je sakaše site mladi da gi cenat kulturnite vrednosti na Južna Amerika. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad. Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Tu camino esconde noche y dolor, ansia y valor, tendido allí quedaste, de polvo y sangre creció la flor que tú dejaste, escribiendo el aire, escribiendo el aire, camarada adelante. Viktor Hara, na primer, peješe so site studenti vo moment od koga se razvivaše kulturnoto i intelektualnoto dviženje za transformiranje na univerzitetot i objedinuvanje sunarodnata borba, so cel da se izvleče od staklenotod zvono vo koje se naodjaše i da si go najde svoje to mesto vo služba na revolucionernata transformacija. Viktor Hara pomagaše od svojot borben front, od svojite barikadi, preko televizijata, radioto, pločite, za da može da go izrazi na nekoj način preko forma na poezija, ona što beše borba na ulicata. Беше начело на студентите, работниците, селаните. Навистина можеше да се најде на секое место. Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí, enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando. Tu muerte muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán.
cantando. Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo, avanzan contra el miedo, venceremos, venceremos. Se sjećavam jednaš, vo redakcijata na moj odvesnik dojde Viktor Hara i mi donese jedna ploča. Beše umoren, no mnogo srećen, poln su ideji, poln su planovi. Go prašav, koja mu je najgolema intimna želba, koga bi imal vreme i uslovi za to? Me pogledna so sjajna i prekrasna nasmevka na njegovio temen lik i mi reče: moja ta najgolema želba je da se posvetam na deckite pesni. Mi raskaža kako vo slobodnite popladninja, vo časovite na odmor, koga sedel doma so svojte dve kerkički, minuval časovi vo improviziranje na pesni za njegovite deca. I deka bi sakal ovije pesni da doprat do site deca, i deka najgolemata želba mu je da peje za site deca. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Viktor Hara odeše, na primjer, na site dobrovoljni rabotni akcije iz izgradbana učilišta za opismenuvanje. Od tije akciji toj crpeše inspiracija za komponiranje na svojte pesni.
Го гледавме, например, во сите кампањи против црната берза, кога реакцијата го остави народот без основните прехранбени артикли. Го гледавме како и со другите артисти влечкаше на грб вреќи брашно и како товареше камиони. Тој работеше вложувајќи ја својата младешка сила насекаде. Poniendo su fuerza de hombre joven en todas partes. Conocí a Víctor Jara en uno de los momentos quizás más hermosos del gobierno de la Unidad Popular. Го запозна Виктор Хара можеби во најубавите моменти на народната влада. Беше месец октомври 1972 година, кога реакцијата, работодавците и буржуазијата на Чиле решија да ја задушат активноста во земјата. Во тие моменти, работничката класа се прикажа во најсјајна форма во целата историја на Чиле, да раководи и да ја одржува стопанската активност во земјата. За да биде ситуацијата потешка, во тие моменти почнаа саботажи од страна на реакцијата и терористите, ситуацијата во Сантјаго стануваше се посериозна заради лошото снабдување со прехранбени производи, производи потребни за опстанок. Една од практиките на реакцијата во тоа време беше да ја зграби целата стока и потоа да ја продава на црната берза. Во тие моменти мораа да се обраќаат голем број камиони, зашто возовите не работеа заради саботажа. Се појави потреба од голем број луѓе за работа. Тука пристигнува и Виктор Хара во истото предпријатие во кое работев. Во тоа предпријатие имаше потреба од работна рака. Требаше да се снабди Сантјаго, кој имаше население од 4 милиони. Сушност, тука Виктор Хара работеше се, дури и како носач. Во тие моменти се истоваруваа и илјадници тони шеќер, и на оваа фотографија го гледате во моменти на одмор како разговара со луѓето. Тој дојде како доброволец, иако беше познат во Чиле. А назад се напишани неговите зборови. Имам среќа што му припаѓам на еден момент, на една генерација која живее во скапоцен историски миг, миг на револуционерна моќ. И таму вели, човекот е творец кога кове клинец, кога ја оре земјата, кога свири на гитара или кога работи како носач. Тоа што е најважно во животот е да бидеш корисен за татковината во секое катче и на секој начин. Јас ќе бидам секогаш таму каде што ќе има потреба од мене. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar, no conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura.
Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Во времето додека јас бев во Чиле, тоа е отприлика последната председателска година на Аљенде во Чиле, Виктор не можеше да биде ограничуван, затоа што всушност него масите го носеа и масите му даваа за право тој да биде она што е. Напротив, мислам дека и тој, како и сиот народ, веруваше дека никогаш и од никого не ќе може да бидат спречувани во таа своја песна, во таа своја слободна мисла, во сакањата, живењето, радоста, среќата некаква, во борбата. Yo no quiero la patria dividida, ni por 7 cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por 7 cuchillos desangrada. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, se vayan lejos con su melodía. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía, en esta nueva historia y geografía. За да го разбереме она што беше и што го правеше Виктор Хара, треба да цитираме една негова мисла. Мојата гитара е моето оружје. Тоа и навистина го стори, го направи дел од својот живот. Неговата гитара беше неговото оружје, оружје што реакцијата во земјата го мразеше. Заради тоа го замолчија, го стивна, заради тоа го убија. А вистината за Чиле беше токму таја. Виктор Хара умре, за да може да ја покрие смртта на Чиле. А Чиле умре заради тоа што американците после разрешувањето на своите проблеми во Виетнам и блоковски судирања на ниво на големи сили, се свртија на својот така наречен заден двор и почнаа да рушат сето она што не одеше во нивни интерес.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. A mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. 11. septembar je, bez obzira koliko je vlada... Bez razlika koliko vladata i siot svet go očekuvaše 11. septembri, mislim na pučot, narodot zajedno so Viktor ne veruvaše vo toa. Verojatno Viktor sebe si ne si ni prizna deka je porazen, kako što i ne, onoj den koga go ubija. To je beše na tehnički od fakultet, se kako se to toa jaz go slušav od svojite prijatelji na stadionot, na onoj na kojoj što beh zatvorena. A go imav slušano i pred da bidam uapsena. To je vsušno zajedno so studentite na tehnički od fakultet, koji vo pogolemio del bea levo orijentirani pripadnici na nacionalno to jedinstvo se naogjal na fakulteto, ti site zajedno pružale den 2 otpor, koji za site nivke završi kobno so smrt. Viktor beše uapsen i po mojte beleški, što tamo gi vodev, ubijen je veke na 14. septembri na stadionot Nacional, odkako pominal den ili noć na stadionot Čile. Po prvi moment samo tamo imaše logor, no bidejki to je beše mal za site luge koji se kojdnevo pristiga logorašite uapseniti site zatvorenici bea prefrlani na stadionot Nacional, pa taka soni beše i toji. Logoraše, hapšeni, jer svi zatvorenici su presljeni na stadion Nacionali i tako je on. Jednog momenta. Eden moment, ne se sekevam na datumot, koga Hara projde ni stadionot Nacional, to je tamo se zadrža samo jedan den. A nije veke znajev me deka Hara ke dojde. I koga stana da peje, nijedan drugar ne ostana da sedi. Site stana i mu se pridružija. Kad je ustao da pjeva, nijedan drug nije ostao da sedi, svi su ustali i dali mu podršku. Iako možem da kažem deka iljada vojnici bea vpereni so svojite puški vo nas. No nije vo toj moment mislev me deka ako ti je pukat, togaš morat da pukat vo site nas. 5000 ima ovde, u ovoj mal del od gradot. 5000 ima. Koliko li ima vo gradovite vo seta zemlja? Samo ovde 10.000 race koji možat da sejat, koji možat da rabotat vo fabriki.
Колку ли народ исполнет со глад, студ, паника, болка, морално насилство, терор и лудило. 6 мина од нас се веќе изгубени во просторот каде што звездите се гледаат. Еден мртов, еден претепан толку што јас никогаш не би поверувал дека некој човека би можел така да го тепа. Останатите четворица бираат бегство од сиот свој страв. Еден скокајки в бездна, друг удирајки си ја главата в зид и секој со својот поглед врамен во смртта. Каков ужас! Лицето на фашизмот. Тој ја постигнува својата цел со изворедна прецизност, не мислејки на ништо друго. Крвта за нив се медали, колежот акт на хероизам. Ова ли е светот што ти го создаде, драги Господе? Зар за ова твоите 7 дена благосостојба и труд? Меѓу овие 4 зида постои само број што не напредува и полека се повеќе ќе бара смрт. Но ненадејно се судрувам со својата свест и го гледам ова човеково постоење без возбуда и го гледам пулсирањето на машините и војниците кои прикажуваат лице на газдарица полно со сласт. И Мексико, Куба и светот, нека тие крикнат за сиот овој срам. Ние сме 10.000 помалку раце кои не ќе создаваат. Колку ли сме во целата земја? Крвта на нашиот другар председател одекнува појако од било кој тапани или митралези. Така и нашите тупаници ќе одекнуваат повторно. Колку ли лошо си ти, родена опесно, кога јас морам да пеам за терор. Таков терор во кој живеам. Таков заради кој умирам. Терор во кој се гледам себе си во толку многу моменти од вечноста, во која тишината и криковите се смислно оваа песна. Она што го гледам, никогаш не сум го видел. Она што сум го слушнал и она што го слушам, ке стори да дојде моментот. Hara je nestao. Hara iščezna. Јас, 74. година во март, се најдов со неговата другарка во Хелсинки на сведочење. И колку што знам од незиното сведоштво, за Hara никогаш не е докажано дека војната хунта го убила. Иако ние знаеме дека таа го сторила, хунтата не сакаше ништо да каже за тоа, зашто на еден свиреп начин го мачеше и од некој другари чув дека Hara останал без прсти, дека му ги одсекле рацете, му дале гитара да свири и дека тоа било едно од најтешките мачења на стадионот. To bilo jedno od najtežih mučenja u stadionu Čile. После тоа исчезна. И, како што чу во Хелсинки, него го нашле во една мртовечница меѓу 1000 мртви тела, сиот изнакажан. А најлошото е што го препознала неговата другарка. Мислам дека тоа бил голем шок за неа. Како што видов во Хелсинки од незиното сведоштво, тоа бил вистински ужас. За тоа како е убиен, исто така многу се говореше на стадионот, иако без сомневање денес е многу мал бројот на очевидците, ако воопшто ги има. Поголемиот број од тие луѓе што присуствуваа на тоа убиство се убиени подоцна. Ако не затоа што биле криви, ако не затоа што биле лево ориентирани, тогаш само заради тоа да нема сведоци на таквите тортури, кои што мислам дека веднаш по неговата смрт беа и прекинати, затоа што таквата смрт на Виктор Hara не ја постигна саканата цел. Odmah nakon njegove smrti prekinute, jer uspeh nije postignut. Smrt takva Viktore Hare, kome su polomivši mu šake, davali gitaru. Скршувајќи му ги прстите, му дале гитара за да продолжи да свири, но тој се уште имаше глас, па продолжи да пее. Кога ја запеа, слободната песна го убија. El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar.